Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојавте во уште едно издание на Јаде Бурек. Вечерва на денот на празникот на Република Македонија, 8 септември, имам чест и задоволство да го поздравам вечерашниот гостин. Тоа е професорката Наташа Котлар. Господјо Котлар, добро вечер, добре дојдовте. Добро ве најдов, добро вечер и честит празник. Ви благодарам. Иако поводот за вашето гостување е нешто сосема друго за што подоцна ќе говориме, Господјо Котлар, вие често пати во јавноста со ваши текстови, со ваши настапи и бидејќи работите во Институтот за национална историја, мислам дека сте едни од најадекватните. Може ли да направиме еден пиетет за нашава Македонија, за низиниот датум на државност, овој 8 септември, да направиме на кратка мала реминисценција на 91 референдумот кога се одржа и виз верса ова денеска што ни се случува. Сигурно и како има во вас многу што би кажале на оваа тема. Би споделили ли нешто со нас вечерва? Секако, сепак јубилеот е 30 години. А кога ќе се вратам 30 години наназад, јас бев многу млада. Имав 25 години. И бев, сега ќе ви кажам, на избирачко место, бидејќи референдумот се одвиваше во гимназијата Јосип Броз. Тогаш, така беа тие моменти, млада генерација бевме и некако сите бевме весели и очекувавме навистина дека нешто убаво ќе ни се случува наредните години. Меѓутоа, добро е што беше независноста. Моите покојни родители често пати знае да кажат, па и најдобра беше владата која што веднаш после тоа се формира, експертската влада. Имаше тука луѓе кои беа од занает. Јас се сеќавам на Никола Клюсев, на Киро Глигоров. Тука беше Цветан Грозданов како министар за култура, мојот професор Блаже Ристевски исто така беше тука. Значи луѓе од занает, од профил, од знаење. И некако сето тоа го вградија во таа идеја, во тие очекувања, во стремежи за независна македонска држава. Меѓутоа, таа независна македонска држава немаше да постои ако не постоеше пак темелот. А темелот беше во Асном. Така што 2 август 1944 година е темелот на македонската држава, а 8 септември е пак датумот кога е прогласена суверена и независна македонска држава. Значи, генезата е некаде од 73 години на македонската држава, а ова е една развојна фаза. Но во секој случај имавме големи очекувања, нови надежи и се почна убаво додека не почна некои генерации да мислат дека политиката е многу едноставна работа, водењето на државата дека е едноставна работа. Следеше она страшна приватизација, каде што бројни луѓе останаа без работа. Индустријата се уништивме. Знаете, кога нема индустрија, нема ни напредок во една држава. Така што тој момент веќе почна да влијае на многу нешта. Барем се сеќавам на првите луѓе кои беа во парламентот, сепак има очекувања и изрази за нешто добро на македонската држава. Кога ќе го споредам денешниот парламент, гледам дека тука веќе се работат за ситни интереси на одредени политички партии, кои верувам дека народот не ги препознава како своји представници на своите желби, интереси, потреби. Сепак ние имавме и 1992 година кога побаравме и меѓународно признавање после независноста. И се сеќавам дека Бадинтеровата комисија даде позитивен извештај за прогласување на независност, односно отцепување и самостојност за Словенија, Хрватска и Македонија. Меѓутоа, многу брзо после тоа, не помина, мислам дека ни 2 недели, од јануари 1992 година, Хрватска и Словенија добија меѓународно признание, а ние, Република Македонија, долго време се бореше за меѓународно признание. Ја доживеавме и 2018 година да добиеме придавка Северна, а исто така има една низа на договори кои во основа и го
го рушат не само македонскиот идентитет, туку и сета она државност која што беше поставена од годините наназад. Ако Илинден 1903 година беше датумот на македонските стремежи за слобода и државност, а 2 август 1944 година беше државноста, 8 септември независноста, мислам дека 2018 година веќе ги распрска нашите идеали во една сериозна и квалитетна држава која што може да има и солидна иднина. И може да се направи, ако веруваме дека политиката треба да ја водат луѓе од искуство, од чест, но и економскиот развој секако дека е многу битен. Едноставно, знаете, јас се сеќавам во мое време Индира Ганди беше премиер на Индија и во тоа време Индија броеше некаде 756 милиони жители. И во едно свое интервју таа рече: "Јас како премиер имам толку проблеми во државата. 756 милиони проблеми имам во државата. Ако тоа го споредам кон македонската држава, па и немаме толку многу големи проблеми. Можеби нам ни треба и добра волја, свест и разум." Знаете како, ако ми се вртка некоја колумна која сега по задолжение треба да ја напишем, но мислам дека падот на Македонија започна со приватизацијата. Поточно, партијата на власт кога беше тогаш во еден добар дел опозицијската ВМРО да се повлече од парламентот и да им дозволи да прават што сакаат, карт бланш, народот тогаш свати, па чекај, значи сите оние идеали што ги имавме, комунистичка партија, честност, некаква морал и етика, не дека сите знаевме какви, дека се премачкани со бои политичарите, но дека политичката партија во тој момент станува место за просперитет, материјален и професионален. Значи, какво биро за вработување? Ти, брат, ако земеш книжка од СДСМ, тебе ти е гарантирано не само работа, просперитет и ова и она и така натаму, туку и заработка, и можност за заработка. И ја не се чудам што СДСМ е на власт без оглед народ го сакал или не го. Он успева да направи дел со секого и со се. Дали е тоа антимакедонец, дали е тоа државен, дали е тоа внатрешен антимакедонец и нема проблем, бизнис е бизнис и крај. И сега ние треба да славиме независност, мислам, нонсенс е. Прво не сме независни. Не сме. Сега сме многу позависни од било кога. Значи, во Југославија бевме зависни, прогласивме независност, ние сега веќе не сме независни. Ние глумиме независност. Ја не знам како поинаку да го исперцепирам. Точно, јас го доживувам како во агонија дека сме. Ете на тој начин го доживувам, бидејќи за независност вие морате да имате една солидна економска и индустријска основа. Таа основа ќе ви овозможи и социјална, и културна, и научна придобивка. За да имате технолошки пак развој, ви морате да имате и наука. Значи и науката не е како што треба. И ако ги земеме сите сфери кои што ни се потребни за некаков развој, сите доживуваат една назадност, една ретроградност. Ако го земеме и образованието, тоа е многу широка тема. Јас знам дека и вие сме имале многу подобро образование во оној другиот систем кој што велат дека не бил многу демократски, меѓутоа ние имавме солидно образование. Од тоа образование ние правевме понатаму професија, воспитувавме наши деца како треба и што треба да се прави во животот. Денеска не ти треба. Денеска не е тоа потребно. Спомнате вие некакви книжки ви се потребни. Да, или книжки, или добра групација у одредена партија која ќе те поддржи, која ќе и направиш одредени услови и завршуваш. Што е битно дали ти, па ние имаме човек кој го избркаа од работа затоа што вика неќам рамковни вработувања во мојот ресор. Затоа што требаше инспектори, сакаше образовани писмени инспектори. И го казнија. Дека ти го нарушуваш. Значи, јавно ни е кажено, Македонија нема да се базира на еден нормална човечка кариера, каква што, нели, вие во првата реченица, шубаво Шангрила, уште онака како хипици сега со гитара да запееме, дека ќе ја водат честни политичари. Не може честен политичар да просперира во оваа земја. Не може. Ние дури и да станавме такво општество, кое ги
прифати невредностите наместо вредностите. Ние убаво почнавме 91-та година, ама се појавија некои нови генерации или некои нови клинци во тоа време, на некој несоодветен начин ја разбраа сите таа работа. Бидејќи за да водите држава, вие мора да имате еден државнотворен капацитет. Таа генерација, затоа ја спомнав таа влада, бидејќи таму имаше експерти и луѓе со искуство. Но многу брзо тие луѓе беа заменети со луѓе кои не беа експерти, кои немаа искуство, кои има, предпоставувам, соодветни партиски книшки, дојдоа на брзина да дојдат до лесни пари, предпоставувам, бидејќи такво беше времето. Невредноста се акцептираше како успех. А што е па денеска? А истото е, само мислам дека и е надградено. Ние мораме да се вратиме на вредностите ако не сакаме да бидеме во агонијата. А ако не се вратиме кон првобитната состојба на она навистина што представува наше, човечко, па и граѓанско, па и било какво однесување, ние немаме иднина. Јас тука немам никакви сентиментални чувства кон иднината. Или, навистина, ќе го направиме нашиот вртеж кон она што представува вредност, или ако не, ќе не нема. Што е тоа ќе не нема? Ќе не нема, прво, ќе ја немаме институцијата која што во моментов ја именуваме како држава. Ќе ја немаме можеби и територијата, бидејќи веќе препознаваме луѓе кои врз основа на своји економски можности си прекројуваат дали ќе ја прекројат државата по своји интереси, дали општините ќе ги прекројат по своји интереси. Сметате дека е тоа реално да исчезне македонската држава и еве да шпекулираме, бидејќи овде не можеме да збориме за некакви факти, но ете интуитивно. Мене секогаш ме интересира од луѓе како вас, ако се дрзнете да отидете во таа сфера, нели, вие сте човек од наука, така што ретко идете во импровизации или во шпекулации, но ја ве замолувам, како би изгледало според вас исчезнување на македонската држава? Дали тоа ќе биде тонење, дали ќе биде преку како тоа ќе значи преломниот момент кога не постои веќе македонска влада, оваа територија е поделена помеѓу тој и така натаму. За да постои една држава да функционира, мора да функционираат институциите. Дали постојат институциите во онаа форма во која што треба да бидат? Формално да. Формално, но функционално прашувам. Дали функционално здравство, функционално судство, таа е третата власт, функционално собрание, бидејќи е законодавната власт, функционална извршна власт, која треба да спроведува определени одлуки, закони од таа што ја спомнав, народната, односно собраниската. Тука веќе имаме преплетување и несоодветно спроведување и работење во односот на трите власти. Потоа ни следат институциите. Ги имаме образовните и научните. Дали некој од интелектуалците, секоја чест на исклучоците, се најде во состојба да направи сериозна анализа на економските наши потреби и проблеми, да најдат решение, да истапат различно од она што значи власт актуелна. Не слушнавме многу. Нивните, можеби на тие што се искажале, оделе во една, да речам, актуелна партиско-политичка интенција. Меѓутоа, јас сакам стручно тоа да се образложи. Дали некој од социолозите направи анализа какво општество сме ние, која класа исчезна, која класа се појави, која каста владее, каде се парите, бидејќи ако сакате нешто да анализирате, секогаш го следите патот на парите. Каде се движат парите? Дали во функција на одржлива држава, како што рековме, или во функција на определени лични или, не знам, бизнес интереси, не знам какви. Многу прашалници. Кажете ми, би шпекулирале како би исчезнала оваа држава? Колку време? Како? Еве, сценарио за филм футуристички за Македонија. Не морате. Да. Слободно кажете ми, не, Јанко продолжи понатаму.
Но ми интересира Добро, ако... и јас сакам да размислам, еве добро ме испровоциравте, бидејќи еве ги поставив основните прашања и гледам дека не можам со сигурност да видам една реална основа, тогаш би кажала дека за многу скоро време, ако ние не си обезбедиме минимум потребна функционална и институции и држава, нас ке не снема. Едноставно нема да видиме во функција. Не зборам јас дали некој ќе нападне од надвор или не знам. Знаете, Римската империја не пропадна од варварските племиња од надвор, таа пропадна заради дисфункционалноста на системот внатре. Така. Така и ова. Значи, како Елиот, нема да биде со торжествен тресок, туку бавно цвилејки. Добро. Ќе се навратиме малку на поопштите теми за Македонија. Едно од пријатните изненадувања сега пред почетокот за изборите, локалните избори, сте и вие со вашата кандидатура за општина Центар. Како да ве прашам сега? Зошто се одлучивте или со кој памет, или што ви требаше, или не знам како да се постави вакво прашање? Да, убаво си го поставивте. Искрено да ви кажам, јас кога се соочи со сите проблеми деновиве, може би и месециве наназад, истото прашање и јас си го поставам. Што ми требаше? Меѓутоа, знаете, сепак јас сум човек од таа сфера, науката ја спомнавте. Во таа сфера тешко некој дека може да си дозволи да се откаже. Друго, сепак ние сме луѓе кои што сакаме и анализа и синтеза, ама најмногу сакаме да сме упорни. Друго, кога ќе ги земам во предвид сите овие прилики во нашава живеачка, дали економски, социјални, а посебно безбедносно и политичките, доаѓам до констатацијата веќе дека не може некој друг да зборува или да се бори за мојата квалитетна живеачка. Сега е во прашање единствено самата да си ја превземам работата и да видам дали ќе можам, дали ќе умеам или ако не умеам да си се повлечам и да си заминам. Бидејќи сега во моментов само верувам на себе си и на луѓето кои што веруваат во своите сили, во своето знаење и во своите. Такво е времето дојдено. Да си градоначалник на Центар се потребни големи, да се парафразирам. Да си успешен градоначалник, ние немаме успешни градоначалници на Центар, ретко имаме, но да си успешен на Центар бара силни менаџерски способности. Вие како професор и човек од науката, сметате ли дека би се снашле во такво едно милје, каде што владее безвластие, корупција, каде што кој гради како сака, мито и корупција по општината, по сите тие. Свесни ли сте со што се соочуваат? Јас сум навистина многу свесна, искрено да ви кажам. И честопати се прашувам што ќе биде потребното прво што ќе го направам. Дали во администрацијата, а тоа најверојатно ќе биде така, прво администрацијата да се среди за да може да работи. Знаете, јас не сум само историчар, сепак по моето семејство имам и јас една трговско-комерцијална нишка. Не ми е прв пат. Еве и за пред јавност и за вас прв пат ќе спомнам дека мојата мајка го познава вашиот татко и беа колеги во фотоцентар. И секогаш кажуваше дека бил одличен трговец. Така да, не носам јас само знаење од мојот филозофски факултет. Имам нешто јас и од мојата фамилија. Така да, себината фирма ни е од времето некаде, уште пред да се појави Анте Марковиќ, некаде од 89-та година. Така да, кај мене се споени и неколку работи кои што знам што значи менаџирање на луѓето, што ги спомнавме. Разни интереси, може би и многу нешта ќе се најде таму. Меѓутоа, дали ние сега, и јас да поставам прашање, дали ние ќе се препуштиме на ова секојдневие, каде што нормално ние да има неработници,
да има луѓе кои што ја злоупотребуваат својата работа, нели? Се случува луѓе да одат да си бараат одредени решавања на своите проблеми, па некој да им бара мито. Па да не може да си го решат своето прашање. Па да имаат проблеми со една затворена општина. Дали тоа работење треба да го прифатиме како нормално? А сето она што представува нормално, бидејќи општини постојат и на друго место, не само во Македонија, ендемичен случај, па функционираат. Значи, најверојатно ќе треба да се справиме со тој процес таму кој што представува единица на локална самоуправа, кадарот во таа самоуправа, за да може да се функционира кон граѓаните, бидејќи граѓаните имаат потреба од таква единица и треба да бидат упатени на таа единица и да биде сервис фактички за нив. Значи, почнувате од администрацијата на општина Центар. Да отпуштате, не смеете, да вработувате исто тешко, туку? Дајте му работа. На тој што не сака да работи, дајте му работа. Мислите дека што недостасува? Мислам дека недостасува и на баш работна атмосфера. Вие треба да имате определена задача, таа задача мора да се исполни, да ја направите како што треба. Постојат и таму и статути, и систематизации, треба и тоа да се провери, кој како се поставил на одредено место, работно, функционално. Еве, случајно дознав дека во правната служба недостасува правник веќе 3 години. Може би затоа па така се случуваат и елаборатите да одат до определени инстанци, да не можат убаво да бидат одбраните, ама да им се вратат. Може би баш и затоа е добро да нема правник. Па можда е така. Нели, оти правникот ако примети нема да стави подпис на нешто незаконски или надвор од закон. Не знам, општина Центар, дали живеете вие во општина Центар? Јас сум долго време во општина Центар, од кога знам за себе. Добро. Што лично како човек, како ќе излезеш ти смета? На страна сега, малце формално ми зборевте, ворете и тоа, нели, имаме доволно простор, ама секој ден, јас сум центарско дете, цел живот исто. И ја точно можам да набројам со 20 минути што ми смета, што јас детектирам. На страна овие работи што ги знаеме општи за мито, корупција, бесправно градење, наводно имаше една демагогија, општина Центар воведе мораториум за изградба. Ручки оттупани. Ја ќе ви кажам. Па најмногу решение се тогаш издадени. Јас сум на улица Јордан Мијалков, ништо не престана. Престанаа 2-3 приватни куќи, друго све се градеше, во смисла беше кажано, види тие договори биле малце постари, па мало дрн јариња. Бе, не ме прави луд. Кога е мораториум или важи за сите или за никој. Ние не видовме нешто така, ама имавме глумење. Ама народ го купи тоа. Народ го купи. Знаете со каква акламација излегоа и ги прогласија победници СДСМ сите? Тоа не беше местени избори, ако имаме сомно за парламентарните, за локалните, цел народ ги, сега народе, и секој ќе ми се пожалат комшиите ово, ја Бог да чува, викам, супер е. Како вика власта на телевизија? Супер е. Супер е, ја викам, супер е. Мене не ми е супер, например, што целиот тој центарски дел ми е преплавен со возила, искрено да ви кажам. Начичкани сме со згради, каде што нема веќе простор, каде да имаме барем малку од малку за себе. Ама тие луѓе мора негде да паркираат? Точно, не е решен тој паркинг. И јас тоа велам, зошто на Дебар мало им се случи на луѓето, барем за резидентите да не бидат обезбедени паркинг местата. Барем тоа да им се овозможи на луѓето. Многу реакции има, доаѓаат луѓе. Си бараат барем, ако ништо друго, едно паркинг место за својот автомобил. Па сегашниот градоначалник тоа го реши со покачување на цените на паркинг местата. Нови паркинзи не се отвори, ама ете со качување на цената и... Да, ама за резидентите. Еве, јас живеам во Капиштец. Барем ако ништо друго, пред мојата зграда, јас сум резидент, имам освен една картичка и мене не ми наплаќаат. Меѓутоа во Дебар мало е поинаку. Дури и тие паркинг места кои што беа за резидентите веќе се одземени. Ние не можеме понатаму да дозволиме. Па како ќе го решиме тогаш? Како ќе го решиме?
Прво и основно, мора да се разграничат каде се резидентните луѓе, нели? Да им се определи место за нив. Ке се направи, најверојатно, можност, ке се прегледат плановите, дополнителна паркинг сфера. Вие ќе треба до почеток на кампања да имате точно каде ќе градите паркинзи и да излезете на граѓаните да им кажете. Така, ќе го има. Ова е предвечерија, не сте у кампања. Не, у кампања, ја не сум во кампања. У кампања кога ќе дојдете, ја очекувам овде на маса да ми кажете. Точно, ќе има. Овде ќе има паркинг, ова е проблемот. Возила, паркинг тука. Да. Добро? Да се тргнат возилата од тротоарите, можете вие да поминете како центар сте тротоарите убаво? Како пешак? Не постојат тротоари у центар. Не постојат. Тоа е глумење лудило, не постои. Да не зборам за велосипедизам. За велосипедизам, а не чистотијата, а сметот, а бучавата. Бучавата не можеш да ја решиш, освен ако не ставите скапи асфалти кои дампираат и слична работа. Но добро, детектираме значи проблемот со паркингот во центар. Дали само паркинг просторот или затворење? Овие најавија, власта најави дека ќе прави пешачки зони. Петре Шилегов, општина Центар, дека низ центар ќе нема возила, низ строгиот центар и дека тоа ќе се направи пешачка зона. Тоа ќе видиме како ќе го уредат тие делови кои што се задолжени за градот Скопје. Па тоа е ако останат уште една. Ако останат. Јас гледав една статистика во однос, например, на зеленилото. Видов дека во општина Центар некаде за последниве 30 години за 70% е намалено зеленилото, зелената маса. Тоа е потребно. Они викаат дека за тоа е коцекрив? Па сега, ако некој е виновен, треба да се истражи, да се казни. Постојат закони, постојат норми, прописи, нека си се постапи како што треба. Како да ви кажам, тоа е. Ние сме овде како Европска Унија, тој дел, вршени се мерења. Значи, температурата на тој дел ви е за 6 степени повисока одошто просечната температура во градот. Асфалтот се рефлектира. И задушувањето на провевот од правецот на водно. Бидејќи јас сум некаде 28 години на тој простор, некаде во 90-тите години сите одевме во она паркче кој што сега се вика парк на новинарите и имавме таму свежина, се ладевме. Меѓутоа, некаде веќе од 2010 година тоа го нема. Го нема. Веќе ни свежината, ни топлината и се изнаредевме. Мислам дека тука веќе и ќе биде кружен текст за подземната раскрсница, ќе треба вашиот тим да ви информира добро. Треба да се види уште еднаш, јас не знам каква е опцијата со Јужниот булевар, бидејќи веќе има тука веќе изградени подземне. Да, подземно е, меѓутоа што ќе биде, значи во која насока ќе се движи и во која форма ќе биде Јужниот булевар, тоа ќе треба да ни кажат стручните лица. Не само тоа, ја очекувам за 15 дена повторно да сте тука со многу поконкретни работи, господи. Јас не доаѓам сега за конкретни работи. Не, збориме општо, збориме зошто еден човек се инспирира да се кандидира. Па јас сакам да ми биде живењето во мојата општина квалитетно и удобно, искрено да ви кажам. Реално верувате дека можете да го направите поудобно и? А видите, јас верувам дека ќе го ставам почетокот. Јас ќе ја ставам основата. Ниту замислувам дека ќе треба да се борам за некаков друг мандат или било што. Што највише ве боли во центар? Конкретна некоја појава со која не можете да се согласите? Искрено да ви кажам, најмногу ми пречи мноштвото на станови. Да, имате станови. Па добро да сите градат. Не може веќе во центар да се гради, доста е. И што ќе им кажеме сега на овие од... Нека си градат на друго место. Не е валјда, не може да центар да им биде спална соба на град Скопје. Па го имаме веќе што стана центар, џунгла стана. Па кога при градските населби се мизерни, зошто некој да живее каде што најдобри се условите? Условите ќе не се согласувам, веќе има и луѓе кои што гледаат еден дел да се иселат од центар, меѓутоа не е нормално центарско живење. Еве, познат е случајот нели со Holiday Inn,
на простор каде што е прилично така мал, наместо дозволената бројка за демографски потенцијал, вие добивате 9 пати повеќе. Тоа е квалитетно живење во центар, каде што ќе ви дојдат уште 1200 нови луѓе, кои што ќе ви направат проблем и во основна инфраструктура, и во сообраќајна инфраструктура, и во образовна инфраструктура. Целиот квалитет на животот веќе ќе ви биде само една замисла и ништо повеќе. Такво нешто го имаме и во пределот на Треска. Они велат дека не можат тука, таков бил планот, таков бил Да, за тоа што велите на другата емисија, тоа ќе го разговараме, бидејќи сега не е моментот. А и Треска е доста Ама интересна. Треска сакав да кажам дека барем ако пак истото ќе биде со Треска, да знаете. Ако ништо друго во однос на законските прописи, веќе со Holiday Inn не можеме ние ништо да направиме, бидејќи веќе дадена е дозволата, уплатени се комуналиите. Папала маца, викаат французите. Да. И тука има една долга приказна, која што сега не би требало да ја зборуваме, но по 2 недели треба да ја зборуваме и ќе ја зборуваме. Јас само акумулирам за 2 недели што Така е, и добро е не снимаат, барем ќе имаме материјал. Нели, ќе се Господи Котлер. Да. Како беше прашањето? Нормално е во кандидатура и еден тим да почне да работи со вас. Не може еден човек да има толку акумулиран, освен, извинете, немој да се навредите, Коце Трајановски. Јас сум рекол дека тој човек требаше да го избереме со акламација двете партии за доживотен и да го оставиме без никаков партиски притисок да биде доживотен градоначалник на Скопје. Но има една ситуација, ова која го кажуваме, мојот предлог беше, например, нели ова Рашомонијадава со универзална сала. Па требало да има, па не требало ово, немаме тamo. Тоа е циркус кој го добивме од бугарите уште 63-та, 4-та, колку да одржиме реплика на нешто, нивната од Софија. која изгори и не ја обновија никој, затоа што се малце попаметни од нас. Ја му предложив тогаш јавно, отворено му писмо до Шилегов, да на местото на Треска се изгради нова функционална сала. Значи, таму ќе има простор и за парк, и за паркинг, и за се. Не. И повторно, кај место, ќе градиме сала од некакви си, не знам, некоја дрдулјајка пеела таму на Златно Славиче, па имала емоции. I don't give a fuck, затоа што јас знам како ми се распаѓал кога сум идел на джез фестивал. 20 години не идам затоа што ја мразам таа сала, оти е стварно срамота. Срамота е да викнеш неког. И сега ние пак тука ќе направи. Плаче тоа место. Тоа место веќе 10 години центар на градот. Да. Значи, младите, тоа е корзото на градот у моментов. Значи, плаче за еден мал сквер, за фонтана, за јавни институции кои што ќе имаат јавно добро. А Треска требаше да биде една една мала Борис Трајковски, па тука джез фестивали, па сите настани и така натаму. Не, пак ќе градат станови. Добро е што имаме тука веќе некаков простор за маневрирање. Добро е што имаш ти тука новинар од центар. и тоа многу сум пис. Знаеш колку сум пис. Ама го гледам. Ама во ред, јас истото го гледам, истото. Па не, она името, како беше наполитанки, како ги викаат тие згради. Па тоа е толку поградно, толку е страшно, самата помислаш како би изгледале тие згради. Знаете кога почна пропастот на Скопје за лошо градење? Значи, кога изградивме аеродром и Ново Лисиче. Тоа е основната идеја. Така требаше Скопје да се шири. Такви населби, значи на периферија, центар да се стане. Да. Дозволи. Арно ама им текна, бидејќи ние сме земја на селјаци симнати од планина, кои вака кога ќе отвори прозорот, да го осети мирисот на нафтата од автобусот. И он е среќен. Да. Тоа е Лас Вегас за него. И го изградивме Капиштец. Капиштец е најмизерната населба. Нема паркинг, нема игралишта, нема ништо. Сега нешто се приспособува. Тоа е ненормално. Концентрацијата на жител на квадратен километар во Капиштец, тоа ни еден градоначалник не го зборил, ја ќе ви го кажам, па после вадете ми го, еве сакам и да ви помогнам, господјо Котлер. Е поголемо од што во Токио. Верувам.
Ама никој не го И никој не го обработува и никој не го актуализира. Цело време ние така живееме. После таа населба, зошто да не се гради Демармал, и тука ќе градам, и овде ќе градам, и онде ќе се гради. Капиштец е строг центар. Строг центар и она ветер што го зборува на времето ви текнува по ветарецот. Трендо живее таму, вика, абе ки излезам од оваа страна, стварно вика, воздухот загаден. Ки идам од другата исто загаден. Вика, така. Нема веќе циркулација, тоа сакам да кажам, све се смена. И таа струја од што доаѓаше од правецот на Ѓорче Петров кон центар, веќе ја немаме. Капиштец не затвори. Но исто така не затвори и она градењето кон Водно. Имаме 10-катница на Водно која... Знаеш што би ви советувал? Ако имате можност, единствен град со кој ја би го споредил Скопје, два града се, кој би ги споредил Скопје за решенијата во ова урликање. Отидете до Прага и до Солун. Ако вие и вашиот тим видите некој проблем и некако, отидете, видете како го имаат решено. Бидејќи Прага е тесен град. Никогаш не бил град правен со широки, ние направивме една широка партизанска после земјотресот, се проширивме натаму Карпош, перфектна населба како што треба и што доликува. Да, со булевари, да. Но овие како се снајдоа со центрите, со паркирањето, со се, нема ништо подобро. Нека вашиот тим малце ги проучи овие работи. Нема поблизо град со кој можеме да се споредиме. Нема веска. Ова ми беше. Следниот проблем со центар е концептот на центар. Денеска еден мој пријател на Твитер напиша, вика, многу ми е жал, дали го затвориле, го урниселе, не знам што било со Интермецо. Интермецо е делот од кафаните кои се наоѓаат пред Капиштец. Да, знам. Претерувале со гласна музика и така натаму, им сметало на луѓето. Има една работа. Каде и да отидам јас, во било кој град, идам во центар. И во центар барам дискотека, во центар сум у кафич, во центар било кој град. Сакам до подоцна да останам и обично центарот е за бизнис, тука се фирмите, тука е шопингот, тука е забавата, тука е целата шема, тоа се или цели квартови и така натаму и така натаму. Центар има еден жив кармакаш. Ја да отворам телефон, сега ќе се јава, ти ќе рече, Јанко, живеам на улица Македонија, ми пука главата од овие, треба да спијам. Сега, како да му кажеш, абе се живее ли на улица Македонија? Ама нема избор. Сваќаш, кога било правено, они правеле населби за, а тоа е сега старачки дом. Центар е старачки дом. Да. Центар, најголемиот број на пензионери е во центар. Центар. Тие 20 движат, 20 качуваат, непристапност и така натаму. Немаме убави места, капацитети за нивно сместување, им смета обучавата, ја ги разбирам, ама разбирам дека и еден град треба да функционира центарот. Каде ќе биде забавата? Кај ќе биде дискот? Кај ќе идат младите? Ќе ги прибираме дома? Како ќе ги приберете дома? Знаете што е тоа? Тоа е сила невозможна. Сте видели Јосип Брос? Па кој можел да ве спречи да журкате до ниедно време? Па кога беше референдумот, ја бев дисџокеј, до 7 са бајле пуштав музика, кој смееше да ме запре мене. 2 пати сум апсен зашто сум пуштал гласна музика, пак се враќав, пак пуштав. Тоа ми беше работа. И сега тука се страшни работи, господјо Котлар, кој центар нема концепт, освен една општина живее од комунали. Не градиш ли, немаш ли дозволи за градби, како ќе живее општина центар ако не продолжиш, а пак е згради. И верувам дека уште 100 плана имат за уште 1000 станови. Има планови. И што ќе правиме? Па сега, знаете, се сеќавам, градоначалникот го спомнавте Солун Бутари, споранишниот, имаше изјава во врска со вакво некое прашање. Тој дава совет или на вашите граѓани во општината, ќе им направите референдум во кој што ќе ги прашате, ќе живеете во тесни мали станови и широки зелени површини, или во пошироки станови со помали зелени површини. Значи сега веќе одам на опцијата да се прашаме, да направиме визија, бидејќи јас истото кога помислив околу оваа општина,
реков, каде ќе се движи визијата? Која е визијата? Дали ќе одиме вертикално, дали ќе одиме хоризонтално? Дали, јас, например, за капитални објекти не ги признавам становите. Тоа е само богатење на определени кај нас градежни фирми кои воедно се собственици на земјиштето и воедно ви кажуваат како да ги направите дуповите по нивна мерка, наместо да имате соодветен однос кон тој простор, па да ги прашате граѓаниве како треба, што треба, зошто треба, на кој начин, дали ќе спроведеме граѓанска иницијатива, дали ќе спроведеме референдум. Имаме. Јас, слушам по искусни луѓе, ви го пренесов искуството на Бутарист. Ако ние не можеме да се носиме и со такви искуства, тогаш на вистина па и не заслужуваме да имаме центар. А центар не е само домот мој кај што јас живеам, центар не се сите државни институции. Во центар доаѓаат и другиве, ги спомнавте на селбиве, аеродром, и тие, кој работи, кој има потреба функционална, не знам, било каква, во центар доаѓаат и овие другиве од државата, па најпосле центар не стана центар и на државата. Така што јас сум строго насочена кон консултирање прво на луѓе. Јас сум најголем противник и на едно место кажав, не може политичари да ми кажуваат урбана политика. Значи, ако ви изберат, нема да биде само, ми избра, ја избраа мојата програма, тоа е тоа. Сепак ќе идете на референдум некаков за одредени прашања? Најсериозно. Значи тоа ви стои во законот за локална самоуправа, само што овие не сакале до сега да го користат. Имате посредно и непосредно учество на граѓаните во локалната самоуправа. Непосредното вие граѓанска иницијатива, свикување на анкети, референдуми, па зошто Швајцарија на секој 2 месеци се организира референдуми за определени прашања. Ние не можеме во оваа општина од 45.000 луѓе да се преслушаме, да се разбереме, да ставиме еден концепт. Знаеш како, сега се размислувам како ќе те спречат. Ќе ти изведат, например, овие Сдруженијата за заштита на животни, ќе ти измислат нешто. Па добро, ние и со нив разговараме. 5-6 протеста и ќе се откажеш од референдумот. Ќе ти направат притисок, не знам, Сдружение на пензионерите не си се ангажирала доволно за нив, ќе ти направат притисок. Тие не сакаат опција за непосредно изјаснување, тогаш веќе е проблем. Ти, професорке, ние збориме, ние почнавме за 8 септември, за земјава. Почнавте позитивно, ја ве фрлив даун малку. Ако тоа ни се темите најпосле. 91 година ние имавме референдум. Имавме. Па го поништивме тој референдум. Го поништивме. Јас ви кажав. Не ми кажавте. Ви кажав многу во... Поништен е референдумот. Поништен, па 2018 ви ја спомнав јас. Да, имаме нов референдум. Па јас спомнав. Како, мислам, невозможна мисија е да се направи една позитивна промена во оваа земја, освен ако не направите дил со криминогените структури. Дали е тоа УДБА, дали е тоа ДБК, МБК, сите се они врзани. Кој со партија, кој со полиција, кој со подземјето, сето тоа е врзано. Тоа е нормално? Тоа е абнормално. Па не е нормално. Ама што сакате, па народ гласа за тоа. Народ не биде, ако ја, подпросечен новинар и малку глуп, ова го знам, па народов го знае 5 пати од мен. Па пак гласа за тоа. Па пак ќе си гласа. Ќе си бидат тие што им носат такви соодветни планови, што си имаат многу убави погодности, или во време на мораториум, па во оние 2-3 дена теснец, тогаш се потпишуваат дозволи за градба, па сумнителни некои си такви постапки, па има луѓе ќе ви дојдат, најнеурбанизирани се Маџермало и Крњево. Па ќе ви кажат обични луѓе, знаете, ние немавме можност да ја дадеме на службеничката, некако ни се одложи работата, не успеавме да си го средиме проблемот. Комшијата успеа даде нешто, ама неговата е направена, средена е куќата. Мислам, тие не се нормални работи. Јас знам дека не се нормално. Ја не знам како може да се, затоа што никој не покаже. Дали сте свесни на каков ризик ќе бидете изложени? Да. Вие, пазете, ако вие, дури и формално, да речем, декларативно, да, ја ќе се борам против мафијата.
Знаете дека тој што се бори у мафијата не преживеал ни еден. Ние мора да разбереме што е тоа на мафија, каков вид на мафија имаме овде. Мислам дека кај нас, ајде да речам, незаконското работење е поврзано со бизнес интереси и некои политички профитерски работи, некаков таков брак гледам. Али, како рековте вие самата, следи го патот на трагата на парите. Да. Парите идат преку политичари и преку овие пари, структури. власт, моќ. Така. Ова веќе делува, вака што ми го соопштувате, не само безнадежно, туку веќе ова значи дека е толку нормално што ние треба тоа да си го прифатиме и тогаш веќе се поставува последното прашање, а зошто и да живееме? Како е на анкети ситуацијата? На која анкета? Зашто? Еве, да речеме, дали сте следеле некои анкети за општина Центар за или против одобрување, неодобрување на градоначалникот? Мислите за мене како јас се позиционирам или... Вие, за вас уште нема анкета. Да. Но еве, каква е популярноста, например, или одобрувањето на работата на градоначалникот на општина Центар? Имам големо незадоволство. Ако мислите на актуелниот. Да. Има незадоволство и реакции, јас ви ги кажувам тие реакции, тие што ги Ама спомнав, ги знаеме тие се. вака, тетате. Но, немаме, да речеме, пад на популярноста од 70 кога бил избран на 20%. Таква не сум видела. Меѓутоа, знаете, има еден извештај, го чекам, тој го е сработен. Значи, партиските негови следбеници, он може да експлодира централна канализацијска, фекалиска и да го испрска цел Центар, неговите ќе му аплаудираат. Тоа ви кажувам, не е важно дали ќе сработи или нема да сработи, дали ќе биде поддржан или не е поддржан. А неговите нема да му мерат труд? Нема да му мерат. Па тие до сега така како работеле до сега и од сега. Дали се заинтересирани да им остане тоа? Да, заинтересирани се. Што викаш? Тогаш, ако сакате така, па ако сакаат, па ништо не е ни на сила. На крајот, така нема овие се локални избори. Тоа значи посредно изразување на граѓаните. Ако граѓаните со своето посредно изразување, нели, делегираат или одобруваат советничка листа или некој си кандидат, кои што ќе ги заштитува нивните нели интереси во општината, не го изгласаат другиот, тоа е нивно право, тие така изгласале. Па сега дали ќе експлодира канализацијата и некоја друга помија, не знам, или ѓубриште, тоа е реалноста. Ние имаме сега само две опции. Или ќе батисаме уште повеќе, шубав збор, или ќе направиме некоја основа за некаков друг почиток, што не викам дека е лесно, не викам дека ќе биде можеби и добро за сите нас. Аха, добро. Меѓутоа, знаете, јас доаѓам од еден друг свет. Таму читам многу анегдоти и приказки и Григор Парличев на едно место вели кога се давел некој мафтај со рацете, така Господ помош, витот и со пливањево ќе се спасиш. Така и оваа работа. Или ние ќе пливаме и ќе се обидеме некако да се спасиме од оваа било каква агонија, или пак ќе си одиме, ќе си чекаме што викате шахтата и експлозијата и да викаме браво, ова е навистина топ, ова е вредност. Се согласувате дека стигнавме до таа перверзија и еве ја како што го презентирав вака вулгарно и некултурно? До таква перверзија дека сме дојдени? На работ сме. На работ сме. На работ сме. Прашање е колку му пука на народот после све ова со истрпе. Знаете, господјо Котлар, да, разбрав. Колку и да е градскиот проблем градски, општинскиот општински, на страна што мислам дека е нонсенс ова, зошто ние немаме еден градоначалник како Њујорк, мене не ми е јасно. И помала администрација од Лондон. Ако ги собериме сите заедно. заедно. После ќе ти дојде нешто да средиш у некоја, чекај, ова улица не е твоја ингеренција. Така е. Тоа па... Мене така ме казнаја со налепка од Центар, мислев дека делот е од улицата од Центар, па ми дојде од град Скопје ме казна. Левата страна било на Поц, другата било на Скопје. Бог да чува. И тоа во Дебар мало. Нонсенс.
Не, мислам, живееме во период на абсурд и ние го прифаќаме абсурдот како дури се сеќавам, имав еден болен човек во фамилија, тешко болен, почина. Негдека 2-3 години пред да почине, најдовме некој чаре за него. Не ќеше да го прифати. До толку се навикна во својато чемерно, мизерно, да немаше, вика, и страф ми е, и неќам, и ова малце грам мир што ми остана, вика, нема да го неќам да го во целата мизерија од кревет не можеше да стане. Тоа ми се чини некоја човечка психологија со која тешко ќе се избориме, а особено со луѓе кои се постари, кои се пензионери и чие ниво тоне и немаат што да изгубат веќе и сепак прифаќаат мизеријата. И јас стварно не знам како ментално да се допре до нив. Вие сте прекрасна, вие сте интелигентна, очигледно не сте корумпирана. Мене затоа и ми беше чест да дојдете овде, затоа што ги знам и вашите ставови, и тоа е поврзано едно со друго. Мислам, пазете, овдека вие треба сега да завршите еден забрзан курс за психологија. Да, не знам среќа на да ви филозофски имавме и психологија и педагогија. И сега И методика на работа. Што да ставиме диазепаму водата, што Најверојатно. Најверојатно, знаете, јас сепак верувам во промени. Можеби тоа е дел од мојата личност, можеби е тоа дел од моето образование и воспитување, можеби во моментови делувам премногу идеалистички, меѓутоа јас верувам во промени. Ако не постојат луѓето како мене, барем малку од малку идеалисти, на што ќе се сведе на вистина живеењето? Тогаш ќе бидеме, што викате, во некој чемер. Ќе бидеме во нешто што не заслужува да го именуваме живот. Зомби ли ќе бидеме? Немаме ние повеќето од нас амбиција да се впуштиме за едно подобро нешто, нам да не биде живеачкава поарна. Велите има безработица. Да, сега скоро слушнав колку беа 5000 фирми само во овој период со 2-3 месеци беше, нели тој период го спомна, елиминирани. Значи не може да обезбедат нормално живење. Јас 30 години како работам, од прилика, јас цело време тој период го доживувам како преживување. Не го доживувам како живење. И се чекаш нешто да се случи. Да, ама Годо уште не доаѓа, а јас веќе изминав добар дел од мојот живот. Добро го кажавте. Така што веќе можеби и ова одговорот на преска што ме прашавте. Јас не можам да се помирам со фактот дека ние немаме потреба од промена. Можеби таа промена и ќе е полоша. Можеби ќе биде подобра, но нашиот порив да освоиме промена, навистина не можам да разбирам, ние мораме да се соочиме. Тие луѓе што се без работа мора да кажат имаме потреба од конкретно живење, да ја истапат. Можеби и да истепаат некои од овие политичари, Веќе не знам во каква состојба сме дојдени. Лошо е времето. Искрено да ви кажам, јас никогаш не сум замислувала од тој 8 септември дека ќе дојдеме во една ваква состојба на агонија, дали од финансиски аспект, што велите и од комунален, локален аспект, како заедница, нели како општина, па и како држава. Знаете, општината ви е еден мал микросвет. Она што е во општината ви е и во на поголемиот свет. Тоа ви е во државата. Ако вие спомнувате дека има, а сигурно ги има, ги знаеме дека таквите постојат, толку силни момци кои што ќе ви запретат или ќе бидете послушник, или ќе ве снема сцената, тогаш сепак има некои луѓе, сепак се врти, сепак има некои луѓе кои што ќе се определат за промени. Еве и пред вас и пред, можеби пред јавноста, ќе спомнам дека јас 2 пати сум била во ситуација да си помислам за мојот живот, сега е крај. Ама дали и тие помислиле за својот живот дека е сега крај? Јас сум таков човек
кој што одам до крај. А сериозната и немилосрдна судбина на човекот сум ја видела 2 пати во животот. И немам намера да се повлечам. Да ве прашам уште една шо. Рековте, чувствувате дека има големо незадоволство кај граѓаните. Незадоволството наспрема апатијата. А сега ќе ве фрлам и кон малце стручност. Понижувањата кои ги доживеавме национални за да влеземе во НАТО, во кое за жал она што го очекувавме не ни се случи, па уште повеќе и за Европската Унија и не ни се случи, сметате ли дека повеќе имаме апатија од што имаме незадоволство? Бидејќи апатијата може да го абстрахира сите проблеми, веќе да крене раце човек од се, кога морално, духовно и етички е понижен, да веќе и практично секојдневно му станува се исто. Ова може би прашање за социолог, етнолог, не знам веќе, но интелигентна жена сте, па ми интересира вашето мислење ако Мислам дека уште прескарели ги спомнавме парите, значи она осиромашување, неможноста вие од вашиот труд да живеете, нели? Јасно. Да создадете за своето семејство она што ви е потребно, да бидете во една позиција. Ние до ден денеска немаме професионална мобилност. Например, јас не сакам цело време да работам во институтот, може би имам потреба од научна работа, еве во Битола. Јас таа можност во ова општество 30 години ја немам. Ако сето тоа му го одземете на човекот и не му дадете можност, значи прво лично, семејно и кариерно да просперира, потоа со финансиите веќе му го одземате и достоинството, гордоста и честа, мислам дека тогаш веќе се појавува апатијата. Меѓутоа, најлошото е кога следната генерација што се појавува се вклучува во таа апатична атмосфера, меѓутоа мислам дека овој систем удри по образованието на младите генерации. Младите генерации не ја познаваат Македонија како ние што ја познаваме. Младите генерации не го познаваат фолклорот, традицијата, историјата како ние што ја познаваме. Ние имавме однос и кон она што се вели химна, нели? Она што се вели чест кон постар или авторитетен професор, постар човек, искусен човек. Сме имале почит кон семејството. Ако сите тие нешта ви се одземаат и ви се нудат формули дека на еден многу лесен и неправичен начин можете да успеете, нормално е дека поголемиот дел од луѓето и ќе западнат во таа апатија, бидејќи нас не владеат луѓе кои што прво се малцинство, значи тоа веќе е апартхеид, кои што не разликуваат ни вера, ни раса, ни политика, ни ништо, туку ги водат сосема некои други интереси и кои што јас ги доживувам како каста. Може би се извитоперени карикатури, политички и економски, меѓутоа тие имаат власта, имаат моќ. И на некој начин ние да запаѓаме таа апатија. Мислам дека незадоволството не треба да биде веќе во фаза на пасивно изразување. Сметам дека незадоволството, зборувам сега за мнозинството луѓе, дека мора да се изрази во една активност, меѓутоа таа активност мора да ја заводат или предводат луѓето од интелектуалната сфера, пак тие кои ми се многу чудни во сето ова наше. Да. Си гледаат изгледа определени интереси, меѓутоа должноста на еден интелектуалец не е да има свој спокоен, луксузен и убав живот. Проблемот на интелектуалците е што они не можат да идат на пазар и за секогаш зависат од државата и од власта која е во моментот и за плата и за дотации, што ти ја знам и така натаму. Не се. Преширока ќе биде темата. Преширока е. Може би тоа да им го ставиме на социолозите, меѓутоа нека им биде провокација, тие мора тие анализи да ги направат, сериозно да ги направат, бидејќи ние немаме средна класа. Средната класа е носител на прогресивното и активното. Секогаш. Да. Секогаш. И тоа за наичи тргавци, да.
не можат да сватат дека затоа во Македонија нема да има револуција, Нема. затоа што нема секогаш средната класа, не ја крева високата, не ја крева ниската класа, туку средната класа секогаш Јас тука била го гледам особено авангарда. проблемот. Ние немаме. Немаме. Точно убаво рековте, ја немаме авангардата. Ние во овој момент ни се одвива попис во една небулозна ситуација каде што ако не сте вакцинирани, вие не можете да отидете во кино, не можете во кафеана, во ресторан, на изложба, било каде, настан, кинотека и филмски фестивал, театар, но затоа може да се изврши нели во оваа небулоза да се изврши тој попис. И сега имаме многу силни контроверзни пораки. Од една страна, партијата која ве поддржува, со која сте ВМРО ДПМН, лидерот Мицковски рече дека конечно фингерпринтовите се набавени, да излеземе, да се преброиме, дека е сега шанса да не бидеме злоупотребени, а од друга страна велат дека е подобро да го бойкотираме овој попис, затоа што веќе е договорен, наместен, затоа што веќе 8 месеци албанската диаспора веќе преку 190.000 се изгласени, додека ние тотално сме се уште на некоја нула ке не нема. Имате ли некој мислење и став во врска со пописот, господјо Котлар? Знаете, јас и порано сум кажала. Јас тоа го доживувам како најнормална статистичка операција. Ако веќе таа операција, која треба да биде статистичко регистрирање на сите потребни дели податоци, добива политичка конотација, веќе нешто не е во ред. Ако почнуваме да ги редиме бројките, податоците, бидејќи јас знам дека има контраверза и околу оној од 2002, ако се сеќавате, тој попис. Јас ги знам пописите од времето кога бев тинејџер, кога се спроведува најнормални и соодветни статистички операции. Меѓутоа, ако овој попис треба да се сведе само за да ја попишиме една определена етничка заедница во Македонија, а другата етничка заедница, која што е и историски конститутивна и се именува како македонски народ, и да дојде под знакот на прашалник, тогаш нешто пак ќе речам не е во ред. И таа операција, како и да се спроведе во овој момент, тогаш ќе изискува повторно некоја нова власт или влада да воспостави нови механизми на организирање на работа и спроведување на реален попис. Меѓутоа, моментот кога сите ви кажуваат и ви го рекламираат пописот, и онака вербално пред медиумите ве убедуваат дека нема да има злоупотреби, мислам дека точно тоа е формулата дека ќе има злоупотреби и дека нема да бидат соодветни податоците. Она кога НАСА ќе рече нема потреба за паника, тогаш паника. Тогаш е паника. Јас така доживам, може би е да удри комично. метеорот. Добро. Да. Ете, на еден комичен начин се обидов да ви представам, меѓутоа јас тоа така го доживувам. Особено првиот ден, ако се сеќавате, каква плејада на луѓе од владата се проделифилира низ телевизииве, да убедува дека нема да има злоупотреби, дека се ќе биде во ред. Тоа Што викаш, да не се појавеа? Да не се појавеа, може би немаше толку да се посомневаме во начинот на организирањето на сета таа. Иначе имам контакти со диаспората, например, ете македонците што се во Австралија, ете, се уште не се доволно, да речам, обединети во ставот. Има добар дел од нив каде што сметаат дека треба интензивно и бројно да се пријават и да се попишат, а добар дел пак одат на опцијата за бойкотирање. Вие на кој ум сте? Јас сум за сега во неутрална зона, се уште не ми подзвонале, не ме побарале. Ако подзвонат? Ако подзвонат, може би ќе бидам дома, ќе им отворам, може би нема да бидам дома, па ќе бараме други модалитети. Ја во официјалното интервју завршив, но би ви одземал уште неколку минути. Одамна требаше да ве викнам на оваа тема и тоа е моја грешка. Имено, изминатиот период ние многу брзо ги забораваме работиве и забораваме што ни се испослучи
Од криминали до све, тука имаме секојдневни, што се вика, на кои треба да се навратиме. Но она за што би го ценал вашето мислење ми е што беше ова со Бугарија. Значи, ние го имавме Преспанскиот договор и пропагандата успеа да убеди, готово е, влеговме во НАТО, сега ќе влеземе и во ЕУ и така натаму и така натаму. И одеднаш некои работи кои ја како дете дури ги слушав, од оној период кога малку беа позаострени односите со Бугарија, помеѓу Југославија и Бугарија, и повторно ми се врати старата приказна како едно лошо дежаву. Имено, што беше целата идеја на ова инсистирање, на негирање и барање на бугарската држава да ние се откажеме и да се признаеме како бугари? Еве, наедноставно, така и народов го перцепира. Со кој памет? И ние бевме на раб да немаше реакција, среќа имавме реакција, ние бевме на раб и тоа да го прифатиме, ако не се лажете, по интервјуата кои беа давани од наши политичари. Но кога ги видоа анкетите како народот реагира, ретерира. Значи, сепак, мислењето на народот се почитува. Тоа е моето мислење. Да ве чујам вас. Околу анкетите, да не заборавам, бев на една телевизија од национален карактер и длабоко сум убедена... И ова е национална. Не, таа е од постар век, ајде така да кажам. Од многу постар век. И видов анкети каде што мислам дека таму правен е обид да се амортизира одговорот во полза на позитивно изјаснување кон договорот. На барањата на Бугарија. Така? Збориме? Да, односот на македонскиот народ, на македонската јавност во позитивна насока кон барањата на Бугарија. Демек, ние као... Добро, имаше таква анкета. Добро. Мислам дека тоа беше некаде 2019-та, но независно од сето тоа, гласноста на јавноста околу тоа прашање добро е што се разбранува. Меѓутоа, морам да признам дека по тоа прашање неколкумина луѓе реагиравме, иако има огромна популација на историчари, па и блиски сродни, нели, професии на историчари, кои што повеќе предпочитаат да бидат тивки околу таа работа, одошто да ги објаснат нештата. И тоа ваши колеги, кои тоа како се вложиле и работеле за Македонија, за македонскиот идентитет, одеднаш они заќутеа. Заќутеа, за среќа, барем тие моите колеги од постарите, кои што ги почитувам, морам да ги спомнам и Преганов, и Новица Велјановски, Чакар Јановски, професорот Михајло Миновски и други, Александар Стојчев, нели, Бог да го прости, јас се вознемирувам кога го спомнувам, многу ми беше драг. И они татко му би беа Иванче. Мислам, една група на луѓе кои што постојано работеле и си ги изјавуваа ставовите, беше барем ако ништо друго добра во корис на освестувањето на јавноста. Иако тој договор му претходи на Преспанскиот како содржина. Меѓутоа, подпишувањето после, односно ратификувањето во собрание беше отпосле. 2017 го подпишаа премиерите, меѓутоа ратификувањето на тој договор беше некаде во јануари 2018 година. Меѓутоа, мислам дека тоа е синхронизирана работа со Преспанскиот договор или со менаџерите на Преспанската содржина, кои што исто така се внесени и во содржината на овој договор, или една целокупна политичко-геостратешка сила која што веќе е доста актуелна и присутна некаде последниве 5-6 години во таа насока на тие договори. Ако ние веќе со Преспанскиот договор го загубивме атрибутот македонски да го ставаме во она значење како што ние сметаме, ако ни името на нашата држава не е спомнето, туку некоја си безимена втора страна се согласи да се откаже од своето историско, именско и идентитетско наследство,
тогаш е нормално дека и другата страна, Бугарија, дека ќе ви воспостави некои барања. И тоа не е сега новитет во современите историски текови. И Грција, и Бугарија, па и Србија, тие си се познати стари балкански сојузници, кои секогаш биле на некој начин алатка на големите сили, така да јас сето тоа го гледам како влијание на големата политика врз Македонија и македонскиот народ. Треба и уште можам да зборувам, но дали да престанам во секој случај, да. Каква е таа политика? Мислите дека они дефинитивно кренале раце од ова, треба да ја збришат, да ја самите овие договори од друга ви кажуваат страна дека нема да бидете она како што посакувате независна и самостојна држава. Може и да бидете територија, бидејќи ние според територијата нели се откажавме од нашето македонско малцинство и во Грција и во Бугарија. Се откажавме, да. точно. Значи, ние постоиме само во еден периметар на територија. Каде се случило тоа да не постои народ со свое малцинство и во другите држави? Ние сме само омегени, само во северна сме. Дури интересно, скоро беше министерот за надворешни работи овдека да дојде на Грција, да дојде да види како се напредуваат работите. И рече, вика, да, како се спроведува и битно е како се спроведува во Македонија, додека вика во Грција тоа не е баш така. Немаат ентузијазам, убаво се сеќавам на неговите зборови. Што тоа значи? Тоа значи дека тие ништо нема да применат од тоа таму што се е потпишено во однос на Преспанската спогодба. Таа си е насочена, значи, да се одземи името, кога ќе го спомните македонец, ќе се однесува на другата страна, на Грција, атрибутот, па посебно имаше посебни клаузули околу и производите, ако се сеќавате потеклото на производите, не може да пишувате македонски производи, како што имаме сега и многу производи каде што пишува од Северна Република Македонија. Веќе го губиме атрибутот, историјата си ја губиме, имаме историја само во овој периметар. Она што се случувало во претходниот период, тоа е историја на Грција, тоа е историја на Бугарија, бидејќи ние се откажавме нашето малцинство и во однос на Бугарија, не само на Грција. Да не заборавиме. Ние само признавме, колку што се сеќавам по тие промени во уставот, дијаспора, мислам дека некако такво нешто признавме. Дијаспората е сосема друга категорија отколку етничкото малцинство. Јазикот не се зборува само во овој периметар, македонскиот јазик се зборува и во деловите кои што се наоѓаат под Грција, Бугарија, Србија, Албанија. Ти како професор и интелектуалец, мислиш ли дека немој да даваш лажна надеж, нити да се лажеш? Има ли реверзибилен процес на вакви работи? Кога самите се поништуваме, бидејќи секој притисок давал притисок, некои народи исчезнале инките и што ти ја знам. Но до сега, без преседан, еден народ сам да се отпише себе си, не се случило. Не се случило, меѓутоа јас сепак верувам во македонскиот народ, затоа што имало и потешки времења, кога немал ни своја држава и имал туѓа власт. Немале ни интелигенција, па едвам ја создале таа интелигенција, па нашле сила да создадат една напредна, авангардна, да речем, идеја. Дали таа била преку определена организација, востание, без разлика, партизанско движење, сепак тоа избило. Имате процеси кои што се природни и не можете да ги запрете. Нема таква власт и таква моќ. Единствено само тоа дава надеж. Сега, кога ми рековте да не давам лажна надеж, мислам дека само тоа дава надеж. Другото не. Господјо Котлар, ми беше особена чест и задоволство што бевте гостин во мојава емисија. Се надевам во скоро време повторно ќе се видиме и не можам да ви ветам дека освен ако дојдете во време на кампања, дека нема да ве потпрашам и за овие работи што се однесува до националната историја на Македонија. Да, иако веќе морам да се оддалечам од тие теми, меѓутоа тие теми се дел од моето поголемо животно искуство. Бидејќи, пак ќе кажам, сета таа критика... Зошто мора да се оддалечите од тие теми? Па бидејќи, луѓето веќе почнуваат да ме доживуваат како човек кој што
направил смена на сферата действување од наука во политика, меѓутоа сметам дека политиката веќе во денешно време треба да биде начин на однесување и на идеални сте живење. за македонски политичар, добро ја познавате историјата, за разлика од нашија. Па јас затоа се запишав на историја. Ние главен преговарач нам ние Бучковски, човек кој што не знае покажа, историја. кој што Посебно покажа македонската не ја знае. дно. Не ја знае. Јас А и се друго, извинувам. и јас Ама сега ето тоа сакам. што ги читав, како беше неговата последна најдефетистичка политичка изјава се во сеќавам. историјата, сега ја даде, вика, ќе имавме напредок како ќе прифатевме бугарските барања. Па да ви кажам, кога Па беше... исто као да и кажеш, види, да не даваше отпор, ќе те силува и сега раат ќе беше, немаше да те тепаат. Така се поставени нештата за да неуките на некој начин треба да ги реализираат нештата. Па ќе ви кажам, јас верувам, има луѓе кои што си се стручни, си знаат да си ги одбранат националните интереси и барем ако ништо друго заради тие луѓе барем да веруваме во промени. Нешто за Бучковски сакавте да кажете? Сакав да кажам. Ама не ви се каже, ја? Па добро, беше некаде 2005 или 2004 година кога беше премиер. И знам дека тогаш повторно беше актуелно прашањето Македонија да се зачлини во Европската унија, па секакви отстапки и тогаш се бара и се правеа. И добро се сеќавам дека еден добар круг на колеги историчари исто тогаш му реагиравме и уште ја чуваме преписката на тие луѓе со него. И знам дека во еден јавен настап рече, аман од вас македонскиве историчари, не можеме Македонија да внесеме во Европската унија. Еве ја внесовме. Еве ја сега ја внесовме. Така да некаде е само до тоа, има и многу сумнителни работи, меѓутоа јас не отстапувам од знаењето, од научните нешта и мислам дека треба да си ја почитуваме македонската продукција, мислам научна, сепак македонската историографија има долг век, 70 и повеќе години, од Асном па наваму, така да создадени се кадри, поставени се темелите и во ниеден случај не мислам дека стои на пониско ниво од другите. Имаш пример. енергија да истераш кампањава за Општина Центар? Јас ќе ја истерам. Беше се виде со народ, беше на... Да, секој ден. И како? Како ти е реакцијата со луѓево? На страна оние урлачи, Не. ВМРО и така натаму, па било кој да е. Искрено да ви Вака што ги кажам... гледаш нормални луѓе кои стварно имаат нормално Нормално, да има и партиски и сето тоа е во ред. Но еве, центарско дете си што се вика, тука сме генерација помлада си далеко од мене. Но ги осеќаш луѓето. Центарци тешко се фолираат. Јас се познавам фолираат. со луѓето. Значи, како реагираат на вашата движење, некои исто реагираат, ми велат дали знаеш што се може да биде од сето тоа. Дека е голем залак. Така. Внимавај. Меѓутоа е многу пријатно сум изненадена и од луѓе кои што се од различни идејни, политички, не знам, партиски определби. Може би ме доживуваат како свој близок човек и даваат поддршка. И друго, јас не одам со знамињи со партијаши што викате. Многу често се дружам и се движам со мои многу блиски луѓе кои што се од истото мало и така си комуницирам со луѓето, бидејќи мислам дека на тој начин и се поискрени, и почесни, и поотворени, а мене ми е битно да ги знам на вистина изворно проблемите. Океј, се со тебе. Крајно. Кога би станала, кога би те избрале, кој би бил првиот човек што ти сама би го избрала за свој советник или за своја десна рака и така натаму? Двајца ќе ми треба. Добро? Прво секретар. Не, дали имаш одредено некоја личност која... Спомнувам имења. Да. А сега не. Не, добро. Иначе, значи секретар? Секретар и нормално раководител на урбанизмот. Добро. Коца ќе го ставиме за центар? Па, за град Скопје. За град Скопје, таму мислам дека отиде. Ќе биде на Данела поддршка. Го видов дека човекот е доста искусен и можеби и јас ќе се дрзнам за многу работи да си го прашам. Со Данела дали се сретнавте? Да, се имаме видено. Ама мислам дека и треба уште да се гледаме.
Ви благодарам за гостувањето, тоа беше се за вечерва. Ви благодарам и јас. Почитувани гледачи, лека ноќ и пријатно. Во тоа со Дефинитивно. Ако е нашата методологија точна, тоа ќе може да се Воопшто мене ми изненади оваа ваша изјава дека Ние слушавме коментаторот од светско првенство. Добро. Да кажеме парот е донесо одлука за изборен почнест. Затоа Црвеновски на Република Македонија. Се разгледаше Ја мислам продолжи сервиси, сепорт и поддршка и хардверски и софтверски апдети, све, да ќе ти дојде да си ја купиш играта пример за PlayStation 4, доколку имаш петка си миња дополнителен патч, кај што си ги апдейтува работи да изгледаат малку поарт. Требаше да се преземат додека пред да се дојде до 800-900 на ден. Едниот начин за тоа нешто е ние да го отелотвориме. Наоѓање на некое средно решение кое што би можело да ги задоволи и регионалните интереси, но и стратешките интереси на големите сили. И пробуваме сите да ги со тие првите два чекори да ги изгрижиме, да не мора да дојде до интубација. И тоа е целта на интензивната терапија. Ако сакате секогаш да имате работа, одете на интисектор. Андреј 10. Како ќе успееме, повторно ќе кажам, ако се обединеме. Поседуваме една од најчистите, најпитките води во светот. И што е најубаво анализира некој што е страна. Тие што прележеле веќе немаат антитела, значи имаат некаков имунитет. Само кај 0,02% се случиле повторни инфекции. Не се отказувам од собствено 16 краков. Сакам вам песна напишено, јас да те гледам, сакам. Да, сакам да уши поблескаво. И од мене. Вино да пија и со Јанков вино да спија. Словенското пење, поточно на словенскиот јазик и тој тип на сензибилитет, тој што ти го карактеризираше како ИСОН. Ние сме во право единствено кога минеме од една во друга крајност. И сега патуваме кон другата крајност и тука сме управо. И јас да ги научам луѓето и ти да ме научат мене. Човек не комуницира само со зборови, тој комуницира и со енергија, а таа енергија не може секој да се почувствува такви големи далечини.
Еве, чизкейк. Може за госпожата. Добро. Еве, за Божек извинеме. Ендакси автоме терамису, а потоме базе. Базе. Гледање филмови, Blu-ray, Netflix. По една чаша да изпиеме. Затоа што мајка му чисти, пере, готва, како само седи и пие. Зашо мора на мајка му одменица да барабе? Што не побара на татко му одмени. Така одма ќе се нападам, ќе се... Кога почне ми плива косо, не ми е у реду рибава. Ја идам во аптека, она ме гледа, вика, за тебе ли се, вика, да ти кажам како се пијат. Викам, не се за мене, викам, имам риба, викам. Вика, па ако пие рибата и ти треба да пиеш. Тие флажил биле за меѓуножни инфекции, разбираш? Ама викам, девојче, викам, за златна рибка ми се, добре ме насити им се златни, па ти, па виш. Арно ме подсети муавето. У театар како е? Супер. Само си го барате, господине. Он ке ми игра во представата и прв пат ке се појави во театар. Конечно на представа, тоа требаше да се свртам, а ти бе театар. Да. Пази, што ми каза? Какво ја за тебе? Права комуњара е. Ѓорги. Да. Ѓорги Далтон да те вика. Да. Сега имам еден апел, значи... Да не имаш браќа? Имам еден брат, абе тие Далтони што вече цирите аверел сум јас, најглупио, само слушај, нема проблем. И емисијата ве поздравува. Татко ми ја слуша емисија на горниот телевизор, само да му кажам да го пушти бојот одгоре. Да пушти. Пушти горе, молим те. А грејалицата? Парадокс. Живот една жена, а оваа до него. Само да си доеме дома. Подоревоечка, мамо, планина,